Здравствените власти најавуваат нов бран на коронавирусот на есен, токму кога основците и средношколците треба да започнат со настава. Модел според вас би бил најсоодветен во овој период, имајќи предвид психофизичката благосостојба на учениците? Па, знаете, прво да почнеме баш од ова последново што го кажавте, од благосостојбата, психичка и физичка благосостојба. Ние, нели, примарно е наше да ја одржиме таа психичка благосостојба, здравјето, менталното и физичкото и емоционалното здравје на децата. Маслов кажал дека ако не ги задоволиме прво тие потреби, тешко ќе оди со сите понатака. Значи, ние прво треба да им обезбедиме на децата да бидат стрекни, да се чувствуваат удобно, безбедно, да се осеќаат добро, да се здрави физички и потоа да се, нели, бараат од нив резултати за исполнување на наставните планови. И е тешко во овој момент, нели, да се размислува како тоа да се реализира, а во исто време би требало да одржиме и нешто друго, односно да се бориме со пандемијата која е масивно присутна и кај нас и во целиот свет. Тешко е да се... Да, кажете. Дали според вас е безбедно во овој момент учениците се вратат во училишните клупи, па дури тоа да е некоја комбинирана настава? Ја не само според мене, него и според фактите кои ги дават и Светска здравствена организација, и еве овде кај Министерството на здравство, и нели секаде сите информации кои ги читаме од релевантни институции, значи не е безбедно. Не е безбедно поради тоа што тоа ќе биде најлесниот и најдобен начин како да се шири инфекцијата. Децата ќе ја донесат инфекцијата дома кај своите постари родители, нели, возрастни, ќе ја донесат кај бабите и кај дедовците, а тоа е, може да кажеме, барем тоа е моje мислење, ама и од тоа што до сега сум слушнала и што сум прочитала, дека тоа ќе биде најголемиот удар по економијата на нашата држава. Заради тоа што ќе имаме огромен број на болни, тоа ќе биде удар и на, нели, на медицината, на здравството, ќе се зголеми огромен број на луѓе кои ќе бараат помош, болниците ќе се наполнат. Значи, одличен начин како тоа сето ќе се усложни уште повеќе е наставата која ќе биде во затворени простории на децата, макар и да е тоа 20 минути. Значи, 20 минути на 30 деца во една просторија, од која ќе барате дека секој да мора да носи маска или што, нема да седат еден до друг, нема да зборуваат, нема да, кога ќе се сврти наставникот, они нема да си шепкаат, да се приближат, да пијат од една вода заедно или, значи, тоа е страшно како ќе може, мислам, неизводливо да ги ограничиш децата. Поготово за помалите, да речеме за тие до 5-то оделение, нив има многу тешко да им се објасни дека треба постојано да бидат со маската на нив. Знаете како нашиот систем на образование е таков да они веќе направиле на децата да е многу тешко. Значи 45 минути да седиш во клупа, да не смееш да се вртиш, да не смееш да стануваш, да не смееш ништо да правиш, да мораш да ја гледаш наставничката, па и ние како возрастни сега да не седна така 7 часа по 45 минути да мораме да гледаме во нечии очи и уста и да не смееме ништо друго да правиме е неизводливо, нели? А сега со овие дополнителни мерки, јас мислам дека неверојатно ќе биде тоа. Мислам, ништо не ќе може да се спречи. Според вашите сознанија, како целата оваа ситуација со пандемијата се одрази на психолошката состојба на децата? Тие се нели во своите домови, изолирани и далеку од своите врсници? Да, би требало, тоа би било, нели, сега во оваа ситуација идеално да бидат изолирани, ама не се, доста од децата, нели, се дружат со други деца. Ние сме сведоци дека многу деца се на улица, многу деца се дружат, ги има по плажите, ги има секаде низ земјава, и што е забележително страшно, дека не носат маски. Значи, тоа е нешто огромен минус на родителите, затоа што во овој момент целиот терет за тоа како децата ќе се однесуваат, што ќе прават и како ќе се штитат себе си, спаѓа на родителите.
Не мислам дека за овие 3, 4 или 5 месеци се случи голем некој губиток кај децата од тоа што беа изолирани или оставени дома. Може би повеќе кај родителите, затоа што најнаш им се огромно смени улогата во која што оние имаат во животот во однос на своите деца и воопшто во животот. Значи децата ќе си најдат начин како да си поиграат, да си добијат тоа занимација некоја да си најдат. Прашањето е како ќе биде понатака, затоа што најверојатно оваа криза ќе трае многу подолго него ние сите што сакаме и очекуваме или се надеваме. Може би следните 2-3 години, 4 ќе мора да се функционира на некаков таков начин. За тоа треба да размислуваме. Секако пандемијата не ги погоди само децата, тука се и родителите кои имаат повеќе кратна улога како наставници, родители, и вработени. Да. За повозрастните можеме да кажеме дека скоро секој, особено ние што имаме, например, доста имаше јавување, имавме објавено од комората телефонски броеви, волонтери, многу професионалци кои беа спремни да им помогнат на луѓето, на сите оние кои се во изолација или во карантин или кои се лечат. Ние објавивме исто за здравствените работници, можеше да се јави кој сака. Значи, овие сознание што сега ги имаме дека навистина кај доста луѓе кои се јавија имаме промени во однесувањето, во начинот на живење, кој доведе да се случат внатрешни промени, нели, да се појават стравови, да се случат некои психолошки проблеми да им се појават во функционирањето секојдневно, а во исто време треба да обвавуваат родителите една многу важна функција, односно да бидат и воспитувачи и учители на своите деца и во исто време да се справуваат со она што го носат натре во себе. Значи тоа беше можеби во тој момент, бидејќи никој не беше спремен на сето ова, така да и она што се случуваше во образованието, што на родителите им дадоа таква голема улога, и многу тешка, знаели, заради тоа што децата ги преполнија со информации, со потреби, да завршат, да направат домашно, да прочитаат, да прават експерименти, да садат семчиња, да не знам што. Супер сето тоа беше оставено да родителите тоа го завршат дома заедно со децата. Што, например, ја мислам дека нема да функционира понатака ако не се земе во обзир, значи, она што до сега се случуваше. Прво, родителите, никој од нив не ќе може веќе да оди на работа, денот ќе биде исполнет само со тоа, а и мешањето на улогите ќе дојде, ќе се појават многу конфликти помеѓу родителите и децата и збунување кај децата, значи, бидејќи родителот си има своја улога на некој што си го сака детето, што си го воспитува, што е тука со него. И сега дополнително оваа улога на учител ќе биде, мислам, дека многу тешка за да се справат и родителите и децата со тоа. Така. За децата, поготово за основците, дружбата на училиште е најинтересна. Тие, предпоставувам, во овој период се дома на своите телефони или компјутери. Како целата ситуација влијае на социализирањето на овие деца и како би можеле родителите тука да помогнат? Па ќе се одрази нормално, нели, се прекинува и нивниот нормален живот, секојдневен. Да излезат со другарчињата, да поиграат, да потрчаат. Јас пак реков дека тоа не е долго време како се тоа се случуваше, така да ја не мислам дека до сега ќе остави некои големи последици. Да, одредна ситуација, непријатности, да, и во функционирањето, и во неисполнувањето на желбите, еден сосем нов начин на живење, но не мислам дека она до сега ќе остави, како што реков, последици. Многу е битно што ќе мислиме, како ќе понатака ќе живееме во сето ова. Значи, какви одлуки ќе донесеме, како ќе ги родителите ќе ги советуваме, што и како да прават, како они да си ги анимираат децата, ќе мораат поголем дел од своето време да го
искористат за да децата им овозможат нели да контактираат со нив, да играат заедно со нив, да разговараат, заеднички да гледаат телевизија, да играат игри, да одат да шетаат. Значи, ние не сме престанале да се, или децата да се социализираат, само што кругот е многу стеснет. Не е повеќе така да може да излезат и да одат и да прават каде или да сретнат секого, него ќе биде многу стеснет кругот, на многу помалку луѓе ќе бидат концентрирани. И мислам дека нема да биде лесно, нели, сето тоа, сите тие промени што ќе се донесат, ама земејќи во обзир опасноста која ни прети, која е тука секаде околу нас, затоа што ние сме сведоци, нели, на постојано тие високи бројки кои се појавуваат 100 и нешто, ама тоа се со месеци 100 и нешто. Така да не знам дали некој ги распоредува тоа, па да биде, некоја нормалност на која веќе се навикнавме дека нормално е да има 100 и кусур заразени секој ден. Таа опасност ние треба да ја ставиме на прво место. Кога мислиме што ќе правиме со децата, или што ќе правиме со родителите, или што ќе правиме со училиштето. Значи, се што и да правиме, треба да биде да се заштитиме од тоа. Според вас, кои се предностите на дигитализацијата, а што реално би можеле децата да загубат со ваков начин на школување, бидејќи може да се продолжи со онлайн наставата? Па да, во овој момент, дели, мислам дека оптимална, тоа е моје мислење, оптимално решение е да се продолжи со онлайн настава. Оптимално решение е ако земеме, као што претходно реков, ако на прво место ја ставиме пандемијата и да се заштитиме здравјето и животите на нашите деца, на нас повозрасните, на нашите баби и дедовци, на луѓето што се болни околу нас, на луѓе кои требаат посебна грижа. И ако тргнеме од тоа, значи ќе одиме понатака дека единствено безбедно решение е да биде онлайн настава. Сега, ако ние очекуваме дека таа онлайн настава ќе биде иста како онаа настава што била до март месец и дека на ист начин истото треба да го правиме, само што сега да е онлайн, нормално дека ќе биде фейл, она неуспех тотално. Значи, наставата и сето тоа ќе треба да се прилагоди на ова ново нешто. Ете, вие спомнавте, значи на дигитален начин, на онлайн начин да се успостави таа настава, начинот на кој што учениците ќе учат, на кој што родителите ќе им помагаат. Во таа настава исто треба примарно да биде, значи емоционалното, менталното здравје на децата да биде сочувано, односно наставниците треба да вајде Министерството тоа треба да ја земе таа грижа да ги обучи за да прилагодат својот начин на комуницирање и зборување со децата. Значи, нормално, се има своја предност и своја мана. Онлайн наставата има своји предности, дека децата ќе можат од дома во една сигурна средина да учат и да ја следат наставата. Од друга страна, што веќе спомнавме, они помалку ќе се социализираат, нема да има директен контакт ни со наставниците, нити со кадарот со кој заедно учат и го совладуваат материјалот. Едно е дека заедно во една просторија, кога се учи математика, биологија или било што, нема да има физичка култура, нема заедно да трчаат, да играат топка, ама многу е потребно во оваа ситуација да се прилагодиме на опасноста која ни прети, на она што се случува околу нас. Свесно за тоа, никогаш не сме да ја снемаме таа свесност кога донесуваме одлуки и ќе мора да се прилагодиме. Да, ќе изгубат, да, нема да добијат некои работи, ама од друга страна ќе го сочуваат здравето, животот својот, на своите блиски, на луѓето на кои што им треба помош. Ви благодарам за одвоеното време, сепак нели ова е една актуелна тема во овој период. Благодарам и на вас. Пријатно.